Македонија доби досега најсилни пораки од ТИВАТ. Она што посебно радува е што процесот на проширување постои и не е завршен, вели премиерот Христијан Мицкоски по самитот ЕУ Западен Балкан, каде оствари билатерални средби со францускиот претседател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрих Мерц. Она што е добра вест за државава е и нон-пейперот подготвен токму од Берлин и Париз, за кој Брисел веќе добил инструкции да го операционализира. Како што вели Мицкоски, тој документ и таа реформа ќе значи почесто седнување на маса со европските лидери, но и ќе овозможува механизми со кои земјите од регионот ќе имаат поголемо користење на одредени алатки. Ова е еден процес, а проширувањето се останува како друг процес, почести состаноци кои што нема да бидат веќе на ниво на самити ЕУ Западен Балкан 2 пати годишно, еднаш во јуни, еднаш во декември. Од она кое што успеав да го заклучаме дека ќе имаме најмалку 2 пати месечно такви состаноци, што секако е добро, бидејќи ќе можете со луѓето кои што одлучуваат да разговарате и да креирате политики и да ја градите единината заедно. На средбите со Макрон и Мерц се разговарало и за спорот со Бугарија. Мицкоски јасно го пренел ставот на Македонија дека уставни измени без јасен и предвидлив крај нема да има. Вели и едниот и другиот покажале особена заинтересираност, особено францускиот претседател, и очекува интензивирање на разговорите на оваа тема. Ние не бегаме од разговори, ние сме подготвени да разговараме, подготвени сме да бараме решение, но видете, непринципиелно е. Бидејќи ги слушав вчера изјавите, да се повикувате на почитување на човековите права, нели, така кажа претседателот на Бугарија, а на бирото да ви стојат 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбур и да не дозволувате македонската заедница во Бугарија да се регистрира невладина организација. Инаку со објавениот нон-пейпер, Германија и Франција предлагаат нов пристап во политиката за членство, кој треба да овозможи побрза и подлабока интеграција на земјите аспиранти, уште пред полноправното членство. Во документот се нагласува дека целта за полноправно членство останува непроменета и дека постепената интеграција не треба да биде замена за членство. Според нон-пейперот, идејата е да се создадат дополнителни стимулации за побрз напредок на земјите кандидати. Меѓу другите предлози се привилегиран пристап до внатрешниот пазар, постепено добивање статус на наблюдувач во институциите на ЕУ, почести заеднички состаноци со Европската комисија и Европскиот парламент, како и учество во одредени точки од дневниот ред на Советот, но без право на глас.